Во Центарот за култура Трајко Прокопиев во четврток ќе се изведе балетската представа Господиците од Авиньон на Националната опера и балет. Станува збор за представа во која играчите демонстрираат неверојатна спремност и прецизност, представувајќи го македонскиот балет како едно од најзначајните места во кои се создава македонската култура во мигов. Балетската игра во оваа представа изведена е преку соло делници, дуети, трија, квартети и групни игри, во кои играчите секој од својата азбука на ликот презентира оригинален карактер, секој од својот аспект на љубовта која е централна тема на оваа представа. Представата ќе започне во 20 часот, а билетите веќе се во продажба. Тоа е една преубава представа која што во нашата држава најде на огромно воодушевување. Еве добитници си на златна бубамара на популарноста за најпопуларна балетска представа. Ова ќе се одржи на 20 април, влезниците се веќе во продажба, граѓаните ќе можат за символична цена да присуствуваат. Ние сме навистина блиску до градот Скопје и навистина можеме да отидеме во Националната опера и балет за да присуствуваме такви настани. Меѓутоа за многу граѓани е добре дојдено опера и балет да гостуваат, па и филхармонија да гостуваат во нашиот град. Согласно програмата во Центарот за култура на 19 мај концерт ќе изведе и познатата македонска група Нокаут. Следниот концерт што ќе го најавам влезе во нашата годишна програма. Ние аплициравме лани и еве ова година добивме средства за да го организираме концертот на Нокаут во амплак форма. Тоа ќе биде едно огромно збиднување, бидејќи Нокаут во нашата голема сала нема гостувано многу одамна, а посебно во амплак формат. Така што еве покана до сите граѓани што побрзо да набават влезници и да бидат дел од таквиот концерт. Бидејќи Министерството за култура го поддржа овој настан, за символична цена ќе можат да бидат дел од ова културно збиднување. Наредниот вторник на 25 во установата ќе се одржи и промоција на книгата Скротителката на змејови на авторката Дијана Петкова.